Почитувани дами и господа, еве веќе 10-та епизода на Министерство за комедија. Ова е еден мал јубилеј, а ние уште се занимаваме со конституирање на собрание, со формирање влада. Веќе 10 недели потековме веќе, готово. Има ли некој таму горе милост? Државава, почитувани дами и господа, од прилика вака ни изгледа. Значи, дали забележавте колку отстрана имаше пољани широки? Некој колава од сета ширина точно в батак ја закопа. Па кој го вози това возило наречено Македонија, често се прашувам. Шлајфовај сега, напред, назад. Ќе почека метро да испари двиров и тогаш, евентуално, ако подизлезиме од калва. Нас шо ни се чинеше? Овие од Европа и од Америка ќе дојдат и со цевка ќе испијат водата. В кал ќе се закопет, ќе туркет колава да запалит. Не, почитувани мили мои дами и господа. Тоа се експерти, тие чирак левел, одамна имет поминато. Тие само совети од далеку давет, од сувово. А кај нас во моментов парламентов македонски од прилика, вака функционира. За малце ќе ја поминевме кризата, видовте? Ама ова сивово се подврати, назад, се пишмани, се премисли во последен момент. Вие сега сами дефинирајте кој од магарињава за која партија е. На крајот упорноста се исплати, ја преброди ја кризата. Браво! Значи, еве го, решението ни е пред нос. Само кој од магарињава наши да ја крени трампата. И немој утре да добивам поплаки, жалби, да се најд некој навреден. Животното магаре е употребено во тотално позитивна конотација, со сета должна почит кон магарињата. Магаре, тоа е нешто што е упорно, тоа е нешто што е тврдокорно, што нема да мрднит од инаед, нема да го поминит мостот кој ја води Македонија кон блудната Европа. Во меѓувреме, Оливер Спасовски со свој DJ сет во собранието. Ја да чуете овде? Претходно прифатил платформата на ТУИ. Еве уште еднаш да чуете дека Председателство на ТУИ донело одлука да влезе во коалиција со ВМРО ДПМН за формирање влада, откако лидерот Никола Груевски Прво, без нервост. Мала е државава, секој со секого се знај. Сите знаеме кој со кого имат спиено, така? Заев и Ахмети ќе го деблокираат собранието. Ќе го деблокираат, само го имат заборавено пасвордот. И сега чекат нов пасворд да им пратат од Европска Унија. Оформеното и декларирано парламентарно мнозинство има право и обврска да ја преземе контролата врз парламентот преку бирање на председател на парламентот од своите редови. Парламентарното мнозинство нема да дозволи ова да се разлекува до безкрај. И затоа така одлучни со џојстикот в рака во потполна контрола без одолговлекување
сите комплет ја напуштија седницата. Ако 120 луѓе, ево, колегите излегуваат надвор, им благодарам, жалам што се откажа од реплики, меѓутоа, ако... Да, нивно право е, а наша обврска да чекаме, да се изедат потребниот број на чорби, да се испијат доволен број на аперитиви, кафиња, тулумби, баклави, се што треби за еден светол ден, повторно да не огрее ново сонце на слободата. Професорот Фрчковски во последната колумна фигуративно вели: нелегитимниот председавач на собранието Трајко Велјановски да се фати за уши и да се исфрли од спикерското столче. Без нервоста. Многу фигуративен професоров. Имаше и едно фигуративно видео пред известно време. Проблем е што сите во собрание се понашат ко професори на паралелкава наречена Македонија, само никако да дојд класниот и да се избери председател на класов, благајник, хигиеничар, малку ред да се воспостави. Иванов бил најголемиот проблем. Тоа е јазолот на целава работа. Ама сега, ве молам, значи, така, да имаме малку коректен однос. Немојте на човекот да му давате премногу улоги, де председател, де фикус, де Гордиев јазол. Абе, многу текстови за напамет ќе ни се соберат. Има ли парламентарното мнозинство стратегија? Дали имат стратегија? Мислам, дали имат стратегија? Од сите можни прашања на светов, ова беше најгенијалното. Дали имат стратегија? Кој го имат бе ова напишано? Како немало море стратегија. Само, дали вие, почитувани граѓани, имате доволно време за чекање, тактики, обмислувања, дебати и слично? Не само што имат стратегија, туку кој ќе дојде точниот момент, ние, сакам да кажам, ние неколку души што останавме во забавниот парк наречен држава, просто ќе полетаме кон прогресот, ќе полетаме и ќе свршиме во лет. Пошто иднината ни е вака, ко на дугме, само немат кој да го стисни дугмево, малку да му дајт притисок. I love it. It's good. Oh, I love it. Oh, I want to have an orgasm. Oh, yeah. Are you serious? Yeah. We love it too, сестро. Сите ќе добиеме оргазам колективно, кој ќе не катапултират во светот на нормалните држави. Во медиуми излезе информација дека Груевскиот службен телефон направил сметка од 180.000 денари. Колку треба бе да си комуникативен за да направиш ваква сметка? Сметкава е толкава што ни сам не може да ја пресмета. 363 плюс овие 208 сега што потпишаме договорот, околу приближно многу, брат. Што е многу е? Многу. Тешко се опишува со зборовите. Тоа се доживува. Охо, ние ги делиме доживувањата. Така, муабетот течеше, разменивте спомени од детството. Веројатно ве понесе и песната, што би се рекло, сте се заиграле со слушалката. Ајде да си играме. Готово играме и баталон се играме. Извинете, не можам сега да си играм. Имам работа. Треба огорчени граѓани да насмеам. Јас мислев да си играме денес. Тоа е. Јас не знам шо ви е на сите, бе. Шо сте толку озбилни? Вака ќе било, така ќе било. Абе, дај опуштено, дај да си играме. Само дали може да ни одгатнете една мала енигма за нагледачите да им е појасно? Добро, не добивте предупредување од операторот дека разговорот ви коштат колку задолженоста на Македонија во секоја измината секунда?
Ако випот, така ги учат ни випот, кога випот ќе ви рече си одите, а правилата не ви го дозволуваат тој, ако можете и да го излажите. Абе, ако треби ти ќе излажиш, битно да течит муабетот, еве. Ако грешам, нека изгорам. За крај, среќен имен ден на сите со име Благица, Благоја, Блаже, 7 април, Благовец, или во нашиот регион познат како Благоец. Ви посакувам благ и убав живот во овие горки времиња. На Благоец за среќа дупнете им ги ушињата на децата. Тоа е празник на кој според народните верувања денот е толку благ што и раните на овај ден не болат. Чуди се бе мајката, зошто мене дента ништо не ме гивна, вака да речиш, да се замислиш нешто, дека те боли во душичето. Не, ништо. Зато и на малите деца им ги дупат ушињата за обетки на овај ден, зашто тоа е најголемата болка, рана што просечен македонски граѓанин ја чувствува и не може да издржи. Дури си ги дупит ушите. А шо издржиш, си ги дупниш ушите, ти веќе на зарек нема да фаќаш и готово. Од таму натака прогрес е името на патот по кој чекориме. Во Евгелиско ушите им ги дупеле рано наутро, уште додека не јаделе децата, за да не добијат краста. Значи во денешни услови, ако го тргниме лебот и ајварот како стандардно мени, гладни сме. Можат да не дупат кој која ќе посакат. Зато гледајте Министерство за комедија, пошто единствено што можам да ви украдам е евентуално вашето внимание.